Во ова издание на Newsflash ке гледате. Председателот Бајден ја уверува Украина за неговата стратегија да ја спречи Русија во намерата. Африка и покрај стравувањата дека ќе биде најпогодена од пандемијата, сепак тоа не се случи. Нов начин на кражби во САД, оперираат во групи, а најмногу ги има во Калифорнија. Ке ви кажеме повеќе, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чанаумовски. Новата варијанта на COVID Омикрон брзо се шири во САД, додека лекарите предупредуваат на уште еден предизвик. Двата стандардни лекови што ги користеа за борба против инфекциите, веројатно нема да делуваат против новиот вид. Повеќе од една година лековите за антитела се најпогодни третмани за лекување во рана фаза на болеста, благодарение на нивната способност да се справат со тешката болест и да ги задржат пациентите надвор од болница. Но и двата производители на лекови неодамна предупредија дека лабораториското тестирање сугерира дека нивните терапии ќе бидат многу помалку мокни против Омикрон, кој содржи десетици мутации што им отежнуваат на антителата да го нападнат вирусот. И додека компаниите велат дека можат брзо да развијат нови антитела насочени кон Омикрон, тие не се очекува да бидат лансирани најмалку неколку месеци. Делта варијантата се уште представува повеќе од 95% од случаите во САД, но Омикрон се очекува да стане доминантен за неколку недели. А од останатите вести. Председателот Бајден се обидува да ја увери Украина дека неговата стратегија за спречување на руската армиска инвазија ќе функционира и покрај продолжувањето на напнатоста со масовното распоредување руски војници вдолж украинската граница. Синди Сейн има повеќе детали. Државниот секретар Антони Блинкен се осврна на потенцијалната руска инвазија врз Украина на состанокот со групата 7 во Ливерпул. Председателот Бајден разговараше со украинскиот колега Володимир Зеленски да го информира за содржината од телефонскиот разговор претходно воден со рускиот председател Путин. Се зголемуваат повиците од САД и од европските партнери за интензивирање на дипломатските напори да се убеди Путин да се повлече од потенцијалните планови за инвазија врз Украина, при што веќе 100.000 руски војници се распоредени на заедничката граница. Путин вели дека не планира да изврши инвазија, но дека Украина представува закана затоа што е преблизу до НАТО и Русија го задржува правото да се брани. Зеленски преку Твитер објави дека со Бајден разговарал за начините на решавање на конфликтот со сепаратистите кои што се поддржани од Русија во украинскиот регион Донбас, во кој загинаа над 14.000 луѓе. На брифинг во State Departmentот портпаролот Нед Прайс изјави дека загриженоста за потенцијалната руска инвазија е повеќе од загриженост за народот на Украина. Vladimir Putin seeks to do. Тоа што Владимир Путин се обидува да го стори е да го прекрши меѓународното право што не дозволува помалите држави да бидат под закана од поголемите. Тој се обидува со помош на закана од оружје да ги помести границите. Тоа не сме да се дозволи да се случи во денешниот свет. Сега зависи од Путин да се повлече од намерите, ако сака разговори за безбедноста на Европа, коментира поранешниот амбасадор во Украина Бил Тейлор за Гласот на Америка. Ако е подготвен да говори за европската безбедност, тогаш мора да ги вклучи украинците и европејците, затоа што мора да бидат дел од дискусиите. Но тие разговори не може да се одржат се додека Путин не ги повлече војниците. Не може да преговарате со некој ако има вперено оружје кон вас. Тейлор вели дека украинците се уште се мощно загрижени од руското распоредување војници на заедничката граница, како и од изјавите на Путин дека Украина не е независна нација. И покрај нестабилните здравствени системи и недостатокот од вакцини, пандемијата не ја погоди Африка како што се стравуваше, но се одрази врз економијата. Линда Гаваташ ги има деталите. Кога коронавирусот на почетокот ја погоди Африка, многу наблюдувачи стравуваа дека слабите здравствени системи на континентот ќе резултираат со голем број мртви. Но африканците се само мал дел од севкупната слика со жртви од ковид во светот. Доктор Мери Стивен од Одделот за Африка при Светската здравствена организација во светот објаснува. Една добра работа за Африка е што има млада популација, што е предност на континентот, затоа што од досегашните статистики за ковид, младите или немаат симптоми, или имаат благи симптоми и не завршуваат во болница.
но недостапноста до вакцини ја направи Африка ранлива, со помалку од 10% од популацијата досега вакцинирани. Доставата на вакцини за Африка се зголеми во 2021, дистрибуцијата и натаму е предизвик. СЗО наведува дека недостигот од вакцини предизвикува појава на нови варијации од вирусот и нови бранови заразени. Кога популацијата е ранлива, вирусот има можност да се расшири и да мутира. Потребно е да се вакцинира поголем дел од популацијата во Африка за да се намалат ризиците за појава на нови варијации. Забраните за патување поради новиот сој Омикрон направи економска штета врз многу африкански нации кои се потпираат на приходите од странски туристи. Во Јужна Африка, која е најтешко погодена од коронавирусот, невработеноста е речиси 35%. Фрустрациите водеа до масовни политички протести со насилни немири по улиците. Лизет Ланкастер е од Институтот за безбедносни студии во Јужна Африка. Политиките што водеа до глад и очај доживеа кулминација. Од јули, кога почна намалувањето на ограничувањата, видовме највисока бројка на протести од кога почнавме да ги следиме во 2013-та. Луѓето беа очајни да бидат слушнати и да добијат помош. По најлошата рецесија со децени, Банката за развој на Африканскиот континент предвидува заживување на јужниот дел на Африка во 2022. Но банката предупредува дека оправувањето е поврзано со успешните програми за вакцинација. По серијата кражби кога се изведуваат со повеќе луѓе наеднаш по американските продавници за време на новогодишните празници, зголемено е обезбедувањето, но и се отвара прашањето кој е виновен. Ова е сезона за шопинг во САД, но во центарот на Сан Франциско има помалку купувачи, поголемо полициско присуство и забаракадирани излози. Тоа е резултат на нов тренд – масовни кражби. Во овој кварт во Сан Франциско околу 80 луѓе биле вклучени во кражба на скапи работи. Сличен инцидент се случил и во Чикаго, и во Лос Анџелес, и во Сан Франциско. Организиран криминал по продавниците е проблем со години. Не е ново, но досега немало ваков вид на насилство среде бел ден, кога има муштери и вработени во продавниците. Тоа е новото. Зборувајќи за ABC по кражбата во центарот на Сан Франциско, шефот на полицијата Вилијам Скот кажа: Треба да им отежниме на краците да го прават тоа што го направија синоќа. Дојдоа, искршија излози, влегоа, зедоа се што може. Присуството на полицијата забележително порасна во центарот на Сан Франциско. Калифорнија е едно од 39 сојузни држави што последните 20 години ја третира кражбата како сериозно кривично дело што носи казна затвор. Некои велат дека реформа на кривично-правниот систем може да е контрапродуктивно. Сепак, истражувањето во 2017 година од Пју покажа дека намалувањето на казните за кражби не довеле до порас на кражбите. Мишелин смета дека неодамнешните кражби со повеќе луѓе во исто време почнуваат со регрутирање млади луѓе по социјалните медиуми. Им се нудат пари, по неколку стотини долари за учество во кражбата, па дури имаат и бонус со скапи предмети, кои подоцна можат да ги препродадат. Украдените работи честопати се продаваат преку интернет. Калифорнија и другите држави формираат тела за да се справа со комплексен предизвик. Потрошувачите исто така имаат улога во борбата против овој криминал кога купуваат онлайн. Треба да ги едуцираме потрошувачите дека ако најдат на многу добра сделка за некоја дизајнерска чанта, тогаш шансите се огромни дека е украдена. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чанаумовски од студиото во Вашингтон. Се гледаме повторно утре. До тогаш пријатно.